и Митко Луковски. Денешен наш соговорник е Митко Луковски, мощно важен дел од златната генерација на Работнички, кој мина околу 15 сезони во првиот тим на Работнички, главно во првата Југословенска лига, прославен и успешен кошаркар и тренер, заедно со неговиот, за жал сега покоен брат, Јанко Луковски. Славен кошаркар и многу успешен тренер. Нешто за вашите почетоци и за вашето семејство спортско. Почетокот мој беше 63-та година после земјотресот. А брат ми беше 62-та после поплавата. Значи, после големи несреќи ние почињавме со спорт. И затоа може да имавме среќа понатака. Еден другар од мало беше физкултурно учеше и ај веќе ме дојди ти, ние као тоа време бевме високи, каки 1,80 си висок у тоа време. На козо кој идевме вака ги гледам, сега до рамења сме. И го зема брат ми вика, земјата се фати, па понеди јесен, 60-та есента, се и двајцава доаѓаат ми, абе ајде дојди и ти вика, абе ја го рачунав кошарката дека е женски спорт. Ајде викам кошарка ќе играм, жени играат кошарка, не играат мачки кошарка. Абе ајде дојди. Цефи беше и Лазо беше, почна со Цефи заедно. И ја ги гледам веќе почнале тие година, 2 тренираат, знаат да водат, да ја поима, немам ништо, мрежата не можам да фатам, топката ми бега, не можам да добацам топката до кош. Викам, Митко, шо мараш ти одека, ајде си одиш, не си ек место дојде. Си отиков ја да еве ти го Лазо доаѓа после 2 недели. Абе ти кај си ги на тренинг? Абе каков тренинг, викам, кошака, ја фудбал играм. Абе дојди ке. Така, па се вратив назад и знаеш она што вика кој ќе ти влезе вода у уши, више нема назад. И така тоа е почетокот и добро што се вратив назад. Колка улога играше тоа што вашиот татко беше еден од основоположниците на кошаркарски клуб Работнички, подоцна и тренер во фудбалскиот клуб. И татко ми нема веза со кошарката. Он немаше поима дека ние веќе 3 години играме кошарка. Он не знаеше дека играме кошарка. Он дознал, некој му добро веќе вика ти фудбалер, ова синој ве кошарка, кој ве кошарка? Кошарка ти играат, вика, доаѓаат дома. Абе, вие кошарка играте? Кошарка играте. Ај, како кошарка ви играте? Така викам кошарка фатик да играме, кошарка играте. Така да, не утечало на нас ништо, само чисто што дојдовме тамо, спорт ме сакале, на улица сме играле фудбал, почетот кош, на тоа време кош немаше на по улици направени кошеви. Игравме на мали голчиња, на боси, крвави. После љубовта сама си доаѓа, знаеш, кој ќе влезеш у ритмот на играње, тренирање, другарство почна да се ствара и веќе ти станува со задоволство ти останува да доаѓаш да играш. Дали другарството, што го спомнавте, беше главниот квалитет на кошаркарите на Работнички, другарство и на терен и надвор од тренер, често дружење? Па види, тоа беше еден од доста клучни фактори. И другарството и ние се поштиевме многу ми и бевме, како да кажам, победници. Такви бевме, не признаат, бевме, што викаат мукајли. Мене ние бевме, ни беше криво некој ако не криво, него плачавме ако не победи. Не сакавме да губиме. Таков менталитет не беше и затоа мислам дека имавме ние резултати само због тој менталитет. Сите ве респектира. Па, ќе те респектира кој ќе почнеш да го победиш. Нормално дека ќе те респектира и ќе се плаши. Ако не го победиш, никој пат нема да те респектира. Ќе те гледа вака со... Али веќе и стално зборе, ако веќе станавме стварно фактор у југословенската кошарка, сите викаат тие што бркаа прво место, викаат. Ко проче Скопје, тај ќе да буде прво. Така да, тоа им беше главно мото и така беше. Кој ќе не победи у Скопје од тие што тој прв ќе биде.
ретко кој победуваше во Скопје, али вие не само победите во Скопје против најголемите екипи, туку и во гости често победувавте, посебно неколку пати против Партизан. Станавте миленици на гробарите. Партизан, за жал, или за наше среќа го победувавме, затоа што према него имавме голем револт, пошто не на некој начин, на неспортски начин, испаднавме због нив од прва лига, му пуштија на Чачак, знае, мислам, немаше тогаш пари, играчите им даат, за да им пуштат. И после тоа ние два пати у Белград и Скопје немаше проблем да ги победиме. Кои звезди на Партизан игра на еден од тие надпревари, после која цела сала ве плускаше? Игра тамо Кичановиќ, Далипагиќ, Тодорич, Керкес, тој младо дете уште беше. Јелич, како се вика, тој Крило има еден. Тамо игра, прето игра и Чермак, и Ражњатовиќ, мислам, пола тим им беше репрезентација. Има ли нешто интересно со популарните гробари? Дали тие навиваа за вас против другите екипи кога гостувавте во Белград? Па види тоа, кога ние вториот пат, ај првиот пат не, но вториот пат веќе кога ги победивме, тоа едино сала беше Нови Белград, сега што е Ранко Жеравица. Стана 5 минути не аплаудираа. Нивните руководството се чудеа. Председателот дојде у кабина, момци свака вам час. Кад наша публика па аплаудира, со се ние десило, да аплаудира противникот. Свака вам час. Ово нисам доживео и нисам верувал да ќе да доживеам. Тоа беше и не ценеа и не респектира, затоа што бевме и као луѓе бевме со нив пријатели, другари. Тоа време се дружевме, ако бевме противници љути на теренот, вака се дружевме немаше. Може ли да издвоите некој надпревар, посебно драг, дали тоа мечот против Босна, пресврт во последната минута со кошот на Буштур во последната секунда? Тој не може, никој пат не може да се заборави. Тоа беше нешто што Хичкок да го режираше, немаше да го режира. Скендерија, пуна сала, тие беа, после тоа они стана европски прваци. Тогаш играше Пешич бек, Тањевиќ беше тренер, играше Деливашич, Вараич, Радовановиќ. Се репрезентативци. Се репрезентативци беа. Водеа 10 разлика, 15, па ќе стигнеме ние на 6-7, па пак ќе не избега. Па 50 секунди. Ги водеа 5 разлика, тогаш немаше тројки. Тројки кај имало тогаш. И ние за тие 50 секунди една разлика победивме. Последната на Пешич му земавме, ја и брат ми го затворивме, Буштурот позади го зема и буквално последна секунда дае кош и се радуе и вика продужетак. Буштур кој продужетак, викам, еден разлика победивме. Како бе победивме? Ами еден разлика вика победивме. А Буштур уште беше млад. И надвор публика веќе излезе, не излагам ја и еден вика, како смо вас? Шта сте нас, викам. Како смо вас? А види семафор, викам, не причај многу, викам. Абе, бежи, каже, какав семафор. А види, викам, семафор таму. Влагал, но ја го чекам намерно да се врати. Шта сте урадили? Се фаќа за глав. Ништо, победили сме. Шта е било? Тоа е било, викам, тоа ти е спорт. Со задоволство би го истакнал фактот што вие и Јанко бевте еден од најуспешните и најпознати братски кошаркарски академии во првата лига на СФР Југославија во тие околу 45-46 години, но на ниво на рангот на покојниот Дражен и брат му Александар Петровиќ, Рато, Ловро и Дражен тврдиш од Југопластика на браќата Шапер од Црвена звезда и слично. Каков играч беше Јанко, каков играч бевте вие? Па види, ја ако сме браќа, мислам, Јанко беше, и он бевме различни по карактери. Он беше, може да се каже, безобразен, ама спортски безобразен. Беше шутер. 10 пута ќе промаши, ако му даеш 11-тиот пут, он 11-тиот ќе шутнеш, не му беше гајле дали ќе погоди или нема да погоди. Ја бев друг, ја осеќав некоја одговорност
знаеш, пошто кај мене беше стално топката, ја као плей ја разигрувам екипата. Така да ја, а башка тука и Андоновски, после Буштур дојде, Боцевски и сите шутира, и за мене место немаше. Мада ја бев исто добар шутер. На тренинг по 30 коша им дава, по 40. Ама се уклопив за да играм, се уклопив у одбрана. Одбрана играв, не дека јас сум, ама можда најдобра одбрана у Југославија. Какви Кичановиќ, овие се у џеб беа ставени кај мене. Даваа по 30, ама кој ќе дојдеше кај ја да ги чувам, даваа 15-12 тука нека. И јас стално им викам, абе јас сум најбољи шутер. Зашто овој ако даеше 30, тој тие 18 што сум го искатил, тие се мои. Не се ваши. Тие се викам мои. Не гледа, управо си, па управо се викам. Одбраната, ама тогаш одбраната не ја ценеа многу. Се не даеш нешто далеко, ќе даеш кошко ќе даде публика, тоа сака кошта. Публика не може да оцени и процени ти колку вредиш, колку си допринел у тоа твое што браниш, што делиш топки, што додаш. Тоа нема, сега веќе е друго, сега другачи ги гледаат тие работи. Вие во одбраната ги запиравте дури и најдобрите центри во поранешна Југославија. Абе, центри не, ама тие до 2 метра што беа крилни играчи, Дали Пагич, Шолман, Вараич, тие. Тоа ја бев и по освоени топки скок. Ја бев втор. По освоени топки у тимот. Беше прв овој Ѓорчевски, па ја. Ја и Ѓорчевски бевме, он беше у центарската позиција најбољи одбранбен играч, ја у бековската. Ја ги чувам ставно најдобрите играчи што беа у другите тимови. Вие и Јанко бевте творци на најголемиот успех на КК Работнички во првенствата на Југославија во младенци и сениори, кога во сезоната 91-92 Јанко со сениорите завршија трети во првенството и купот, го победија и Партизан во Белград, а вие со младенците втори во Југославија бевте. Втори, трети, него финале игравме со Звезда. Да, младенците финале беа. Првиот тим играше со Звезда, го победивме Партизан тогаш у полуфинале, со Звезда игравме финале и од Звезда изгубивме. Втори бевме у таа лига, а со младинците ние бевме со две генерации бевме, као јуниори бевме у Храсник втори, као кадети у Загреб бевме трети и у Белград на Вождоваc игравме со оваа генерација Војновиќ, таму Звезда тепавме, не знам кога тепавме, таму исто бевме втори. Така да имавме потенцијал многу голем со Јанко, Јанко стално правевме разговор. Имавме ние многу добри млади деца, едно 20 може да беа. И планиравме да направиме тим кој што за 3-4-5 години игра у Европа. Тука од постарите беа Давидков, Наумовски го имам тренирано 1-2 години. Петрушев, рачунавме го земеме, Гечевски да го земеме, Врбица после. Мислам, планиравме да направиме тим кој што, ако ни фалеше, као што го земавме овој Ивановиќ од Чачак, центарот, и имаше уште едно крило од Партизан ли беше, не можам да се сетам, да направиме тим. Али, за жал, после такви успеси у Јуба Лига втори, кадети втори, не избркаа. Ни дадова отказ дека не сме имале резултати, не сме биле прваци на Европа. Селектор бевте на кадетската репрезентација четврта во Европа 95 година, со брат ви Јанко стручни советници на селекторите. Каква е состојбата во македонската кошарка, како гледате на неја? Па види, ја одмак ќе кажам, македонска кошарка нема. Кошарка во Македонија има. Стално ме прашува како па исто е, вика тоа. Не е исто. Кошарка има у Македонија, ама кој игра? Наши играат деца перспективни или играат странци. Значи тоа не е македонска. Македонска кошарка ќе играат наши деца. Затоа што парите што се даваат за странци можда не се големи за Европа, ама за Македонија се огромни. Со тие пари за една сезона што ќе ги даеме за странците, ја гарантирам 5 сезони ќе извадиме 5 играча можда подобри од тие што ги носиме. Од Србија по 36 години, странци, некој дојдени од каде. Има и квалија, ама не е тоа. Ние затоа и не ќе имаме репрезентација, немаме. Тука треба да гледаме и државата упрачува репрезентација. Зашто да ги давам ја парите на странец,
кога наши деца треба да играат. А се талентирани. Јас сум го докажал 5 пута тоа со талент, со репрезентацијата кадетска 4 во Европа. Со Соколеја за 3 години кадетски првак на Македонија бев. Еј, со 3 години работа, поред работнички МЗТ Вардар, ја првак на Македонија. Со трета селекција што доаѓа, пета, сите идат работнички МЗТ, пета селекција доаѓа кај мене, јас сум прв во Македонија. Значи, ако работиш, не може да не напредува. И не може да ми кажа дека немаме таленти у Македонија. Тоа може само да, не знам што да им кажам. За крај клубот на вашиот живот, што представува работнички за вас и како гледате на можноста да се врати на старите патеки на успехот? Па, на работнички како можам да гледам? Тоа е, ние сме негови деца, тоа е наше дете. Нас тамо ние пупакот пресече. Тамо младоста ни е пројдена, тамо младоста смеа дале за тој клуб. И не може другаче да го гледам. Тој беше имидж, како да кажам, легенда, мит на Македонија за кошарка. Да не беше работнички Македонија, прашање дали имаше некоја кошарка. И не можам другаче да гледам, работнички ми е светиње. А за жал ми паѓа толку тешко кога гледам ја и не идам на надпревари. Повремено ако пуштам нешто на телевизија, ако ќе видам, ја не гледам македонска кошарка. Тоа викам ја кошарка у Македонија гледам. И тука ја не можам да делам мислење со други. А е изузетно тешко, а и не сакаат да работат и се задоволуваат. Ако се задоволуваш ти, ја го викам наше мало Македонија. Играч у наше мало. А изимаат и добри пари за наши услови. Чекаме полека, играч у Македонија. Прси. Ја викам, добро е да бидеш у државата. А понатака кај идем? Не можеме ни у АБА 2 да влеземе. У АБА 1, у АБА 2 да победиме, тоа е мислено име. Значи, погрешна е размишленето за кошарката у Македонија. Треба да се направи концепција, стратегија, федерација, држава. Многу работи треба да се самите клубови треба да знаат дека парите се фрлаат у ветер. 30 години више фрламе пари, да не кажам, ако ги собереме, ја само викам најмалце имаме 50 милиона евра потрошени у 30 години, ако не и поише. А сме талентирани за спорт. Да не, ние сме талентирана нација, нека не ми причаат, ја само ми викаат. Абе, нација, народ кој што е музикален, стално тоа го повторувам, више јас сум станал до сега. Музикален, кој што знае да игра, има ора, танец, прв у свет ја по ора играње. Музикален, знае да пее, има слух. Како може да не биде спортиста? Па ти гледа и бразилци и аргентинци, бе. Тие играат фудбал, пеат. Има слух, има осет, има ритам. И тоа не може Македонија да нема таленти. А сме талентирани за музика и за играње. Така да, не знам што да кажем. Ја би им препорачал, поготово на работнички. Не може да си играат, доаѓаат веќе многу овие екипи што го презимаат клубот, а до сега ништо не направиле. Само работнички тоа не нададе. Значи не ги интересира изгледа, не се доаѓаат работнички, седат, си играат у Македонија, се. Не може да разбирам да некој, а и разбирам зашто нема ни еден од наша генерација. Не да биде тренер, него да биде тамо присутен и да им ги советуе и управни одбори и доле стручен. Кај треба да одиме? Како треба да работиме? Кој е приоритетот? 4 години ќе работиме ова и ќе стигнеме до овде. Па ќе видиме. 4 години идеме сега нови до тука. Сега, ако ќе направиме еден добар квалитет, а ни фали нешто, тогаш ќе земам ја еден или два странци, ама не по 5000 евра, ќе платам 200.000 евра, квалитет, двајца, кои што ги повлечат овие другите, да одидат на поголемо ниво. Да земам 5 странци по 2-3 као наши да играат. Значи со тоа ти ќе те дигнеш на поголемо, да влезеш у Евролига, бе, да играш АБА 1 лига. Тие пари што ги даеш за 5 дај ги за двајца, ама квалитет, што ќе ти го носат имот. Што ќе даваат просек 20 коша и двајцата по 20-25 коша. Па нашите поред нив ќе овде ќе се ослободува. Ќе напредува. Па ќе напредуваат како? Нема, има системи и начин на кој може да доведе. Не ги интересира едноставно, ја не може да разберам.
Да не га интересира ти да направиш квалитет кај деца. Да го гледаш уште од малиново како расте и станува играч. Не можеш да ги разбереш. И само цртаат шеми. Ја ги гледам на телевизија, само нешто цртаат на тоа таблите. Уметничко или учат, не знам што прават, полагаат испити. Треба да не спомне никој одбрана, да не спомне, ја не знам, што тренираат, што разговараат со нив. Благодариме многу за разговорот. Не вземав само ловата, од секоја позиција шутирав, меѓутоа тој немаше тројки. И мислам, дадов, не мислам, знам дека 38 поена.